почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, заминувањето на младите луѓе надвор од државата денес се доживува како најголем пораз во Македонија. Најзначајната причина за таквата поразителна тенденција е невработеноста кај младите. Повеќе од 55% од младите луѓе се невработени и не гледат никаква можност во брзо време да пронајдат работа. Дури и тие што работат, добиват мизерни плати и не можат да го закрпат месецот. Нашата земја мора да ги насочи сите ресурси и капацитети кои стојат на располагање за решавање на проблемот на младите луѓе. Исто така, во последните 7 години, многу малку се инвестираше во вистинска капитална инфраструктура во државата, која ќе значи економски придобивки за сите, заштеда на средства на секое семејство, како и подобрување на севкупниот квалитет на живот на сите граѓани. Денес имаме чест и задоволство да најавиме 3 нови мерки од програмата на СДСМ за враќање на средната класа, кои се од областа на економијата, капиталните инвестиции и вработувањето на младите. Прва мерка – изготвување на целосна проектна документација, завршување на експроприацијата и започнување на изградба на 3 нови патни делници во форма на автопати. И тоа автопат Велес-Прилеп-Битола, автопат Штип-Кочани, а 3 ленти до Делчево и граничен премин Делчево и автопат Удово-Белјуса-Струмица, граничен премин Новосел. Втора мерка – гасификација на Македонија преку изградба на главна национална гасоводна мрежа до големите урбани центри и поставување на системи за компресирање и декомпресирање на природниот газ за помалите градови и општини во државата. Трета мерка – финансирање од буџетот на 320 бизнис идеи годишно со по 10.000 евра неповратни средства по идеја. Ќе отвориме преку 16 бизнис инкубатори низ цела Македонија. Со ова мерка ќе се вработуваат повеќе од 5.000 луѓе, пред се млади, годишно. Деталите за овие 3 мерки од програмата на СДСМ ќе ви ги образложи Хари Локвенец од Прилеп, член на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Хари, повеќе.